на изјавата на министерот за надворешни работи на Бугарија, кој излезе во пресрет на ова лоби во Европската унија, кој ги сака преговорите за членство и забрзување на интеграцијата на Македонија, Албанија и Црна Гора, бараше од министерот да даде една изјава со која тој ќе рече дека нема други услови за интеграцијата на Македонија. Тоа бугарскиот министер го направи, што мене лично ми изненади, морам да ти кажам. За да после тоа Мицковски излезе со изјава во која он бара потврда за многу вековниот, мене тоа многу ситуачно, ќе ти кажам зошто. Бидејќи на прашањето колку векове, можеме 10, ќе ве задоволи. Колку вековниот треба да напише некој парламент бројката на векови, колку е стар македонскиот идентитет, за да тоа нас не задоволи. Мислам дека Мицковски не е наивен, дека Мицковски намерно тие провокации ги пушта, што на крајот, што разбрав од некои разговори кои ги имав со луѓе во Европскиот парламент, резултира со една таква јака коалиција на сите пратеници од Бугарија, од сите партии во Европскиот парламент, кои на крајот ќе разбира, бидејќи членка на Европската унија и се пратеници на Европскиот парламент, има многу поголем простор и многу повеќе инструменти за маневра за да ги остварат своите цели. И сега доаѓаме до оваа ситуација. И сега доаѓаме едно кресчендо кај што ние ќе мора да речеме не го признава никој нашиот идентитет и сега што правиме?